Кога станува збор за хуманоста, почитувани гледачи, ние македонците воопшто не заостануваме. Без разлика за каква хуманитарна акција и да се работи, секогаш има доволно заинтересирани граѓани кои што сакаат да ја покажат својата хуманост и да им помогнат и да им излезат во пресрет на сите оние на кои што им е потребна помош. Токму за хуманоста и хуманата мисија на една невладина организација која што несебично делува преку своите стручни тимови и им помага на оние на кои што им е потребна помош, ќе разговараме денеска. Ќе ја представиме невладината организација Хуманост. Ќе им посакам добро утро и добре дојде на Ивана Стојановска, соработник за односи со јавноста во Хуманост, и на Сашко Јованов, асистент координатор на проектот кој што се однесува токму на помошта на стари лица на сите оние на кои што им е потребна помош. Уште еднаш добро утро и добро дојдовте. Реков, ја представуваме организацијата Хуманост која што обстојува веќе 10 години, активно и успешно работи и им помага на старите лица на кои што им е потребна помош. Ајде најпрви нешто накратко за самата организација и од каде идејата да делувате на овој начин и да им помогнете на старите лица на кои што им е потребна помош. Невладината организација Хуманост значи постои веќе 10 години. На тие 10 години се занимаваше со анализа на домовите, значи и установите во кои што се сместени старите лица, каква е негата и грижата на самите стари лица и условите кои што се нудат и услугите од самите организации кои што се бават со ова проблематика. Пред се проширувањето на програмата е после нашето 10 годишно постоење, значи декември месец 2008 година, со заеднички консензус на собранието на Сдруженијето Хуманост, решивме да прошириме самата програма на ова сдружение со тоа што отворивме сервис за нега во домашни услови. Идејата пред се беше добиена заради намалениот капацитет на сместување на старите лица и пред се финансиската немоќ на некои луѓе да се овозможат сместување. На овој начин тие се во домашни услови, а сепак ја добиваат потребната нега која што им е потребна и би ја добиле нели во специјализираните установи каде што не може дете да отидат токму од финансиски причини. Да, значи сервисот нуди таква нега на овие лица кои што таа нега ја добиваат во своите сопствени домови. Так, сервисот не постоеше од самиот почеток. На самиот почеток каква услуга им дававте на овие стари лица? Како што спомнав, значи да Сдруженијето за овие изминати 10 години ги правеше анализите на капацитетите за сместување, грижата на самите стари лица, што е најопходно на овие стари лица, со кои проблеми најчесто се случуваат старите лица. Значи на целокупното 10 годишно постоење беше на еден начин со вршење на анализа и испитување на самиот терен. Сосема доволен период за подготовка, период во кој што нели сте ги испитале сите можности и на кој начин ќе можете поуспешно да делувате и да им помагате на старите лица на кои што им е потребна помош. Ајде накратко ќе кажеме како функционира сервисот и кои се тие лица на кои што им помагате, на кој начин се избрани. Така, сервисот за давање помош во домашни услови представува воинституционален облик на социјална заштита и е насочен кон обезбедување на услуги на старите лица на кои што им е потребна психосоцијална и медицинска нега. Значи, корисници на овој сервис се старите лица над 65 години, лица кои што се во терминал стадиум на болеста, како и нивните семејства. Како ги избирате овие лица на кои што им помагате? Значи, на случајно како доаѓате до нив? Предност имаат оние лица кои што се од социјален ризик, значи се без семејна грижа или пак немаат средства за живот. Практично преку тие претходни истражувања во вашето 10-годишно постоење, преку анкети, вие дојдовте нели до информации за таквите лица и на тој начин направивте избор. За сега делувате во општина Аеродром, така? Но ново што е во оваа организација што ќе почнеме во месец октомври да делуваме во општина Чаир, затоа што туку добивме поддршка од градоначалникот на општина Чаир и планираме да го спроведеме овој проект, да нудиме исто така бесплатна нега и на оние стари лица кои што се наоѓаат на територија
општина Чаир со албанска националност. Тоа е дел од проширувањето на проектот кој што е во тек и се уште трае, верувам дека ќе успеете да се проширите на што е можно поголема територија, еве конкретно во градот Скопје, а се надевам и низ цела Македонија ќе успее да функционира ваков начин на хуманост и ваков начин на помагање. Функционирате со стручен тим од стручни лица кои што се обучени, оспособени да им помагаат на овие лица и да им понудат нега соодветна која што им е потребна. Така. Самиот тим е составен од стручен тим од медицински сестри, доктори, физиотерапевти, социјален работник и психолог и негователки, така наречени геронтодомакинки. Овие лица се добија стручна обука. Тоа може да се види на сликите. Така, ќе ги погледнеме и сликите во кои што така е представени дел од обуката на тимот кој што учествува во директно во работата. Така, стручниот дел е организиран од страна, практичниот дел е организиран од страна на Домот за стари лица Терзиева, тој е теоретскиот дел од Заводот за социјални дејности Скопје. Така. Овие лица добиваат преку целата недела грижа, постојано дел од тимот оди кај нив, негователи ги посетуваат и што им е потребно во текот на денот, во текот на целата недела им се помага. Поточно од понеделник до петок. Така. И како се задоволни старите лица на кои што им нудите помош? Какви се нивните реакции на сето тоа ваше внимание што им го давате? Така, затоа што јас сум стационирана во канцеларија, имав желба да појдам на терен, да видам како се одвива целиот проект, како функционира практично и видов дека старите лица се навистина задоволни од самата нега, од самиот тим кој што им ги нудите. Така, рековте дека за сега функционирате во општина Аеродром, имате подпишано меморандум за соработка со општината. Офатени се за сега 33 лица, стари лица на кои што има потребна помош, таа бројка и понатаму ќе расте затоа што е заинтересираноста навистина голема. Имате соработка и поддршка од Министерството за труд и социјална политика, што е многу важно да се спомене. Да, значи имаме соработка со Министерството за труд и социјална политика, каде што Министерството за труд и социјална политика ни даде дозвола, значи посебна дозвола за действување на овој сервис. Можам да кажам дека и самите еволуации на овој проект, значи 3-месечни еволуации ги прават, ги спроведува Министерството за труд и Завод за социјални дејности. Ќе се надополнам само на Ивана за претходното прашање. Значи, јас, систем координатор или координаторот, направивме ние наша евалуација да видиме значи колку се задоволни самите корисници од овие услуги и како се задоволни од самиот тим кој што ги посетува. Значи, луѓето кои што при самиот почеток беа опфатени и при самата комуникација со нив и за овие делување за овие 3 месеци имате невиден напредок. Значи, луѓе кои што претходно биле на некој начин имале некоја социализација или пак и не била потребна нега или физикална терапија, за овие 3 месеци верувате дека имаат стварно преголем напредок, што е наше лично задоволство и верувам и нивно, кои што знаат да го искажат на секој можен начин. Што уште еднаш го потврдува тоа дека на старите лица многу повеќе им е потребно внимание отколку конкретна медицинска нега. Тоа внимание знае навистина да внесе радост и да им го обнови животот и навистина од големо значење и затоа токму вашата мисија која што имате е навистина хумана и нема вредност. Навистина една прекрасна голема хумана работа. Ова денешно ваше гостување во Добро утро Македонија практично е дел од кампањата која што е во тек. Го погледнавме и спотот кој што е дел исто така од кампањата за ваше представување и за подигање на свеста кај јавноста да се биде што е можно похуман и да им се помогне на сите оние на кои што им е потребна помош. Што се уште предстои како дел од кампањата и запознавање на граѓаните? Значи кампањата ја введовме со една цел, значи само да ги запознаваме или пошироката јавност со нашата невладена организација, со самиот сервис и сите услуги што се нудат овој сервис. И самата кампања го видовме за подигнување на свеста кај луѓето, значи да се биде хуман, да ни се помогне на старите луѓе, затоа што заеднички ние можеме да искреираме подобар иднина на овие стари луѓе и воедно и креираме и посигурно иднина за самите нас, што еден ден сите ние ќе бидеме стари. Кампањата например ја спроведовме со флаери, значи направивме флаери кои што ги опишува сите услуги и кои што се ставени
броевите за донација 077-143-444 и 070-143-434. Со јавување на овие телефони, значи донирате 100 денари, со тоа што ќе искажете вашата хуманост и ќе помогнеме на старите лица. И како дел од кампањата предстои еден хуманитарен концерт кој што ви имате намера да го одржите, да го организирате во месец октомври. Значи хуманитарниот концерт ќе се одржи во месец октомври, значи поточно 10 октомври. Со тоа што верувам дека ќе најдеме една добра соработка со сите музички естрадни звезди кои што ќе земат учество во овој концерт, меѓутоа ќе искажат својата хуманост на начин кој што ќе им помогнеме заеднички. Парите или средствата кои што ќе бидат соберани со донирање на овие телефони или со онлайн донирањето на нашата веб страна humanist.org.mk ќе бидат наменети за проширување на мрежата на самите корисници. Бидејќи со нашето делување, како што кажавме, сме офатиле 33 лица, меѓутоа имаме негде околу 50 на лица кои што се на листа на чекање, а имаат потреба од ваков тип на услуга. Значи со самите тие финанси ние би возможен стручен кадар кој што ќе може да ги опфати оние лица кои што се на листа на чекање. Јас ќе замолам од режија доколку се во можност уште еднаш да го погледнеме спотот кој што е како најава на кампањата која што ја спроведувате за подигање на јавната свест, да се покаже хуманоста, да се биде хуман и да им се помогне на старите лица, да не ги заборавиме затоа што и тие се дел од нашиот живот, затоа што сите еден ден ќе бидеме стари и ќе ни биде потребна помош и нега. Уште еднаш да кажеме дека продолжува соработката со општина Чаир. Се надевам дека и понатаму ќе се проширувате низ сите општини, конкретно во главниот град, а предходно реков може би низ цела Македонија. Што би сакала јас да надополнам, дека ово е пилот проект, значи така. Тоест за соработка со Министерството за труд и социјална политика, дека во трајање од една година. Сега треба да ги анализираме колку чинат самите услуги. Така да до година тие средства да бидат обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, да ги опфатат сите стари лица на 65 години. Другото што е 2010, значи со завршување на овој пилот проект, значи ние би биле центар за давање помош во домашни услуги, кој што ќе делува низ целото Скопје, така да веруваме низ Република Македонија да ги опфатиме сите лица. Так, веќе го гледаме спотот. На самиот спот ќе може да се видат и телефоните на кои што нашите граѓани ќе можат да се јават и да донираат средства колку што се во можност, да го дадат својот придонес, да ја покажат својата хуманост и да им помогнат на старите лица. На тој начин да ви помогнат и вам во вашата акција и во вашите активности во овие рамки. Ви благодарам